Добро вечер. Со свечена седница во владата и пораки за стабилност, Македонија одбележа јубилејни 25 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Централната прослава продолжи вечерва на Камениот мост со уметничко-музичка програма. Во живо оттаму во вечерите вести ја вклучуваме Маја Стојановска. Па Маја, повели да чуеме како тече прославата и какви пораки беа испратени денеска. Така, четврт векот од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, двете политички партии од албанскиот блок вечерва го одржуваат со два засебни настани. Во моментов каде што се наоѓаме, се уште трае настанот кој што е организиран од политичката партија Влен, од владата и од Министерството за односи помеѓу заедниците. На овој настан можеа да се проследат повеќе музички настапи, меѓутоа тој беше отворен со говори од првиот заменик вице-премиер Беким Сали, како и вице-премиерот Александар Николовски. Тие порачаа дека рамковниот договор представувал пресвртница на еден од најтешките периоди во поновата македонска историја, но дека тој исто така придонел за поставување на нови стандарди и во политичкиот и во институционалниот живот во Македонија, кои што треба да ги чуваат и негуваат и генерациите кои што следат. Тука предлагам повеќе да слушнеме од нивните обраќања. Нашата сила се состои токму во способноста нашата разноликост да ја претвориме во наша предност и во енергија за развој. Затоа со животот не значи само да живееме едни покрај други, туку и едни со други и едни за други. Вистинскиот соживот значи заедно да градиме и заедно да ја преземеме одговорноста. Заедно да им се радуваме на успесите и заедно да ги споделуваме потешкотиите. Таа политичка генерација тогаш го избра разумот и мора да им се честита за таа работа. Се обединија и власт и опозиција. Тогашната владеачка политичка структура, тогаш владата беше составена од ВМРО, ДПМН и од Демократската партија на албанците, седна заедно со опозицијата, со СДСМ и со ПДП, заедно со тогашниот претседател Трајковски и се срдната помош на меѓународната заедница, на која што сакам особено да се заблагодарам, и заеднички успеа да постигнат договор. Без соработка на власта и на опозицијата, без координација на претседателот и без поддршката на меѓународната заедница, овој договор немаше да биде возможен. Охридскиот договор не беше договор на победници и поразени, беше договор со кој што државата доби можност да продолжи напред, да се развива и да го трасира патот за идните генерации. Така, паралелно и партијата ДУИ организираше свој настан, кој што исто така привршува во овие моменти. Станува збор за панел дискусија на која што се обратија повеќе политичари од Македонија, Косово и од Албанија. Своје обраќање имаше и лидерот на партијата Али Ахмети, кој што посочи дека според него овој договор го поставил темелот на мирот, на стабилноста и на безбедноста на Македонија. Да слушнеме дели од неговиот говор. Судбините на малите народи произлегуваат од вратите на големите трагедии. Ова судбина ја има и нашите македонски сограѓани. Имаше обиди, историски обиди во резистенција за да се биде автономен, како во аспект, на економски аспект, културен аспект, јазичен аспект. Од 1903 година па навака. Така на сето ова попладнево во владата претходеше и свечена седница која што исто така беше во организација на владата и Министерството за односи помеѓу заедниците, а пораки за зачувување на соживотот и стабилноста на државата испрати и претседателката Силјановска Давкова, премиерот Христијан Мицкоски, како и претседателот на собранието Африм Гаши. Тоа би било се од овде студио. Маја, ти благодарам за сите информации.
Министерството за внатрешни информираше дека секторот за компјутерски криминал при МВР во врска со ширењето лажни информации на социјалните мрежи за наводно загадување на водата за пиење во Скопје, досега повика 13 лица на информативен разговор. Со лицата извршен службен разговор, при што сите се изјасниле дека информациите ги објавиле или споделиле, откако предходно виделе слична објава на социјалните мрежи или слушнале од друго лице. Никој од нив не посочил конкретен, потврден или веродостоен извор. МВР ќе продолжи со прибирање и анализа на податоци со цел да се потврдат сите околности поврзани со настанот. Една недела пред истекот на крајниот рок за притворот на Артан Груби, обвинителството поднесе обвинение против него и против уште 7 лица за злоупотреби во Државна лотарија. Меѓу обвинетите се и поранешниот директор на Државна лотарија Перпарин Бајрами, за кого како прво обвинет и недостапен за органите на прогонот, обвинителството бара притвор. За екс-вице-премиерот Груби пак, како второ обвинет, е побарано да остане во куќен притвор. Според обвинението, прво обвинетиот предложил Државна лотарија самостојно да приредува електронски игри на среќа. Иако тоа право во 2013-та го вложила во заедничка компанија со Казино с Австрија, за што добила 51% од уделот. И покрај тоа, во 2023-та била почната постапка за набавка на видеолотариски терминали вредна стотици милиони денари. Информацијата стигнала до генералниот секретар на владата, кој ја ставил како дополнителна точка на дневен ред, иако според обвинителството требало да ја упати до надлежниот орган. Со тоа, според обвинението, бил заобиколен пропишаниот начин на одлучување и била отворена патека за набавка, со која што според обвинителството на Државна лотарија и била нанесена штета од околу 8,2 милиони евра, соопштија од обвинителството. Гостиварци известно е дека од утре ќе добијат безбедна вода од градскиот водовод, откако последните лабораториски анализи покажаа значајно подобрување на параметрите. Од локалниот кризен штаб апелираа за уште малку трпение, додека не стигнат и вечерните резултати, пошто се очекува укинување на забраната и конечно крај на 5-неделната криза со водоснабдувањето, која што предизвика и здравствени проблеми кај илјадници граѓани. Дејан Сарбиновски. Гостиварци, известно е дека од утре ќе имаат безбедна и питка вода од градскиот водовод. Третото тестирање на водата по претходните две задоволителни лабораториски анализи покажувало значително подобрување на физичко-хемиските и микробиолошките параметри. Од локалниот кризен штаб за Канал 5 потврдуваат дека добрите резултати од примероците земени вчера се очекуваат во текот на денот. Доколку резултатите ја потврдат исправноста на водата, се очекува утре да биде укината забраната за нејзино користење за пиење. Трите лаборатории земале мостри на секој 12 часа, така да резултатите што ги земале од Сабајле се добри и во аспект на и физички и хемиски и микробиолошки се добри. Затоа Централниот кризен штаб даде предлог утре Агенцијата за храна и ветеринарство да излезе со соопштение и да ја укине забраната за користење на водата во Гостивар. Од кризниот штаб апелираат граѓаните да не брзаат со користењето на водата за пиење, се додека не добијат официјално зелено светло од Институтот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство дека водата е безбедна за употреба. Ние како локален штаб, кризен штаб, ќе имаме можеби прес со членови од Централниот кризен штаб и ќе им соопштиме на граѓаните дека дефинитивно водата е добра за пиење од водоснабдителниот систем во општина Гостивар. Со очекуваното укинување на забраната по повеќе од 5 недели би завршила голготата на гостиварци со питката вода. Проблемот со загадувањето на водоснабдителниот систем предизвика здравствени проблеми кај околу 5000 жители. За загадената вода со фекали, Артана Асани, Леон Уредини и Вадедин Дервиши, кои беа на раководни позиции во јавното предпријатие Комуналец, добија 30-дневен притвор. Тие се осомничени дека со одредени действија, поврзани со водоснабдителниот систем во Гостовар, овозможиле мешање на загадена вода со водата од системот за пиење.
А по прогласената епидемија во делови од Скопје, како Киселавода, Газибаба, Аеродром Бутел и Илинден, бројот на потврдени случаи на западно-нилска треска расте, па сега вкупниот број се искачи на 30. Од нив 20 се уште во болница, а 5 кои имаат над 60 години и се со други хронични болести, се во критична состојба на респиратор, потврдуваат за Канал 5 од инфективната клиника. До сега има еден смртен случај, 83 годишен скопјанец, а 9 се излекувани, односно се пуштени од болница дома. Експертите велат дека простор за паника нема. Професор доктор Никола Пановски вели дека она што сега треба секој од нас да го прави е да се заштити со средства против комарци, со мрежи на вратите, а и во дворовите да се исчисти застоена вода, што представува добро место за размножување на комарците. При симптоми како што се силна главоболка, зашеметеност и вкочанетост во вратот, веднаш да се побара лекарска помош, но на своја рака да не се земаат лекови и антибиотици. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.